Традиционалните норми во одредена заедница, но и неповолните услови за работа кои што ги нуди бизнис заедницата во земјите на Балканот, меѓу нив и Македонија, се најчестите причини поради кои што жените не се активни баратели на работа. До вакви заклучоци дошла организацијата CARE од Германија, спроведувајќи го проектот вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот. Во рамките на проектот денеска во Куманово беше организиран социјален диалог на кој присуствуваа невработени кумановки од различни етнички заедници кои што имаа можност да ги посочат проблемите со кои што се соочуваат при барање на работа. Проектот се конкретно суочава со врло слабим интересом самих жена за учествување како у обукама, тако и у тражењу посла. Сад ту има многу фактора кои утичу на све то, а jedan од фактора е и та нека бизнес заедница у различитим општинама, уклучујујќи и Куманово, која не нуди адекватне радне услове и због тога жене рецимо не желе да активно тражи посол затоа што просто не могу да зараде више од онога што примају уколико су кориснице социјалне помоќи. Проектот кој што се реализира во 5 општини во Куманово треба да опфати 50 жени од етничките малцински заедници и барем 10% од жени македонки кои што припаѓаат на некоја категорија на загрозеност, велат од организацијата. Генерално жене на Балкану су врло неактивне у многим аспектима нjihovog живота, а то уклучује и активно тражење посла. Sad, ja sam napomenuo neki od faktora koji ih sprečavaju, kao što su tradicionalne norme, kao što je biznis zajednica, to jest uslovi koje poslodavci nude za žene, ali generalno je vrlo, žene u Makedoniji, a rekao bi i na celom Balkanu, su vrlo neaktivne u odnosu na zemlje Zapadne Evrope. Vlada Makedonije, kao što je biznis zajednice, trebaju da daju svoj doprinos kako bi na neki način poboljšali uslove žena za zapošljavanje. Проектот финансиски е подржан од Европската Унија, а менаџиран од страна на секторот за централно финансирање и потпишување договори. Проектот го спроведуваат CARE од Германија и женската граѓанска иницијатива Антико во соработка со локалното мултиетничко здружение Florence Nightingale. Проектот е започнат во јануари годинава, а треба да биде имплементиран до јули следната година.